Од родната почва до трпезата на секој македонско семејство, новата кампања на владата Македонско најдобро отвара нова страница во поддршката на домашното земјоделско производство. За министерот ваквата иницијатива ќе придонесе граѓаните да купуваат повеќе македонски производи, а производителите да добијат посилна платформа за промоција и пласман. Кампањата Македонско најдобро ќе биде препознатлива по специфично лого, кој преку сонцето и почвата не подсетува дека ги имаме сите предуслови за да имаме домашни, квалитетни земјоделски производи. Освен преку медиумите, социјалните мрежи, билборди и флаери, владата ќе ја промовира кампањата и преку новата дигитална платформа makedonskonajdobro.mk, која им овозможува на земјоделци, преработувачи и продажни центри да ги регистрираат своите производи и локации. Покрај тоа ќе биде достапна и мобилна апликација преку која секој потрошувач ќе може со неколку клика да го најде, провери и купи тоа што му треба, директно од македонските полиња и работилници. Првата регистрација е за земјоделците, каде ќе можат лесно да ги прикачат и промовираат своите свежи земјоделски производи. Втората регистрација е за преработувачите, каде ќе можат да ги представат своите автентични македонски преработки. И третата регистрација е за продажните центри, каде ќе ги регистрираат своите геолокации на продажни места низ нашата држава, со што македонските производи ќе станат повидливи за потрошувачите. По години стагнација, македонското земјоделство конечно прави исчекор. Земјоделците не произведуваат само за дома, туку ги извезуваат производите и надвор од нашите граници. Само во првите 5 месеци годинава Државниот завод за статистика регистрираше двојно зголемен извоз во однос на лани истиот период. За владата зголемениот извоз ќе значи и поголема конкурентност и помали цени на храната за македонските граѓани.